Почитувани сограѓани од населбата Хиподром, продолжуваме со изградбата на основното училиште Вера Јоцич, кое што следната година треба да биде пуштено во употреба. Потоа следи втората фаза, изградба на нова училишна спортска сала, а во самиот училишен двор ќе се изгради и спортско повеќенаменско игралиште. Ќе продолжиме и со проектот поддршка на колективните згради во делот на санација, реконструкција на кровови, фасади и лифтови, а исто така ќе го започнеме и проектот за поддршка на проширување на топловодното грејење во колективните згради, односно субвенционирање на подстаниците и поддршка во изградбата на вертикалите и внатрешните инсталации. Ќе продолжиме и со уредување на просторот пред секоја зграда со зголемување на зеленилото и засадување на нови дрвја, а во делот на комуналната хигиена ќе продолжиме со проектот поставување на подземни контейнери. Во постапка сме веќе на набавка на 2 комунални возила со кои што ќе се врши миење и метење на улиците и верувам дека со ова ќе зголемиме хигиената во оваа населба. Ќе се продолжи со реконструкција на сите улици во оваа населба, изградба на тротоарите, а многу значаен проект за населбата Хиподром е и проширување на улицата Благоја Стефковски. Ќе започнеме и со проширување, односно правење на влез од автопатот кон оваа населба, се со цел за полесен сообраќаен пристап и излез и влез од оваа населба. Во следните 4 години ќе го продолжиме и проектот во новата населба Хиподром 2, каде што ќе продолжиме со обезбедување на локации кои што ќе бидат понудени на граѓаните за откуп со почетна цена од 1 евро и ослободување на дел од комуналиите за младите брачни парови. Верувам дека со овие проекти ќе направиме населбата Хиподром да биде подобро и попријатно место за живење на нашите сограѓани. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам на 29 масовно да излезете, да го заокружите бројот 13, за да можеме заеднички овие проекти на дело да ги реализираме.